за луѓето кои што високо се издигнати и многу луѓе ги донесени до Христос да бидат спасени и Бог дава служби, плодови, дарови. Зошто? Затоа што тие се посветени, има духовен живот. А ние копнеме за духовните дарови, копнеме за службите, копнеме за плодовите. Ги немаме затоа што немаме духовен посветен живот. Духовниот посветен живот сака време, сака просто Светиот Дух комплетно да направи промена во твојот живот. Комплетно да ги промени твоите мисли, твоите размислувања, твоите зборови, твојот поглед, буквално се да промени. Даниел го имаше тој посветен живот и затоа после тоа искушение, Бог му дава видение на Даниел. Дали ќе паднеш во блудство, дали ќе паднеш во кражба, во итрина и ред други работи. Такви демони постојат. Знаете ли какви состаноци прават демоните? И апостол Павле за Ефеската црква му вели: вие имате борба против поднебесните сили на темнината. Тие војуваат против вас. И апостол Павле таму вели како треба да изгледа христијанинот, да го има мечот, да го има словото Господово. И треба да внимава, да го има духовниот живот, да има верата. Ако не имаш верата, да знаеш дека никогаш нема да успееш. И словото Господово. Кога ѓаволот сакаше да го кутни Исус, а мене и тебе ни најмалку нема да жара. Верувајте ми. Ама Исус вели: јас победив и вие ќе победите. Ама како? Ако имаш духовен живот, ако имаш посветен духовен живот, ако немаш посветен духовен живот, во секој момент демонот ќе те напаѓа и ти ги паѓаш. Верувајте ми. Ова вистина ви го кажува Божјото Слово. Ова вистина ви го кажува Бог. Затоа духовниот живот е многу важен. Овата вечера тој веќе почнува од 70 стих па надолу да зборува за таа спомен Господова вечера. И зашто во другите посланици апостолот Павле не ја спомнува спомен Господовата вечера? Се запрашувате ли? Каде на друго место Павле ја спомнува спомен Господовата вечера? Конкретно тој зборува за коринтјаните. Зошто? Затоа што тие имале проблем со Господовата вечера. Ги презирале кои? Сиромасите. И немале ред како треба да ја земат Господовата спомен вечера. Не знаеле како во црквата да изгледа спомен Господовата вечера. Покрај сите проблеми кои ги имале со духовните дарови, служби, правеле работи кои што се нечестни пред очите на Господа и пред очите на луѓето. Таков грев се откри во таа црква, дури Павле вели кој нема ни во светот. Се случувало меѓу нив страшни работи. И затоа Павле говори: вие се уште сте телесни. Се уште имате потреба од млека храна. За секакви проблеми. Словото Господово ни открива дека овие луѓе, апостол Павле напишал колку писма? Знаеме ли? Геко ли се напишани само 2? Господ не пази од секакво зло, Господ не чува любовој, далекуваш и што стануваш. Со тебе е секогаш тој, со тебе е секогаш тој, со тебе е секогаш
сме, Господе, да слушаме една прекрасна порака. Всушност, Господе, преку оваа проповед, кој доаѓа од Твојот збор, можеме да го слушаме Твојот глас. И нека оваа порака, Господе, биде благословена. Нека оваа порака, Господе, најде место во нашиот живот. Навистина, Господе, треба да живееме посветен молитвен живот. Да секогаш што и да правиме, Тебе да те повикаме. Тебе да те прашаме, Господ. И благослови го братот кој што ја подготви оваа проповед, Господи. Те молам, Христе, во Твоето име. Боже, сите оние кои што тука Ти служаат, на каков е бил начин, благослови ги, Боже. Благослови ги, Боже, мирните дарови. Боже, благослови ги мирните служби. Но сето тоа, Боже, нека биде за Твоја слава, а на наша радост и подкрепа, Господе. Си издигнал голем број на народот оваа црква. И аз, Боже, за тоа Ти благодарам, Господи. Сега, Боже, гледам дека Ти нова генерација, Господи, издигаш. И нека биде, Боже, за Твоја слава. Боже, Те молам за се што фали во оваа црква. Ти благослови. Но она што најмногу молам, Господе, да доаѓаат души и да луѓето си ги спасуваат своите души од овој пакост. Божи благослов на сите. Еве тука сме моментално во црквата, евангелска црква Прилеп, помеѓу ромите тука. Јас сум лидер на деца, работам со деца, ромски деца, и ние сакаме во крвта на Исус Христос ромските деца да го променат менталитетот и културава, да се знае што се прави, како се работи. Така да тука имаме доста добри благословени работи, го славиме Бога, му пееме на Бог, имаме Евангелие, имаме Слово Господово, имаме Библија, се проповеда чистото Слово Господово за Исус Христос, дека Исус умре и воскресна од мртвите. Така да сите кои што ќе гледате во името на Исус бидете благословени. Амин. 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 350, 450, 470. Значи, 7, 370. Ајде, заваките. Јас ја поздравам Марија, ова утро тај меѓу нас, фала на Господа, нејзиниот сопруг. Така да, Марија, накратко да кажам за вас ако може, нешто, оно што вие се занимавате, работа, така. Бъди повели. Господ Исус Христос сите се слава. Амин. Кај Бога нема поголеми помали, тоа го знаете од секогаш и растем со таа вистина и во домот, и во животот чекорев со таа љубов. И за слава на Господа Исуса Христа, ние од неодамна сме живи христијани во црквата на пастор Константин Кешаров во Скопје. Пееме исто како вас и го славиме Бога и Неговото вечно и свето име кое е над сите имиња. И да не должам многу, знам дека, како што е пишано во Библијата, Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. И никој не доаѓа при Отецот Небесен, освен преку мене. И нека биде така и нека Божјата љубов ги спотува човечките срца, бидејќи друго и не може. Верата, љубовта и надежта, но најголема од нив е љубовта. Ака сега би му дала збори на сопругот да ве поздрави, да сте живи и здрави и благословени, да се гледаме уште многу и овие песни, искрено да ви кажам, го исполнуваат срцето. И со збор, и со мелодијата која тече, и да сте благословени. Се сведочи светото Евангелие од Јована. На почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што постана. Во Него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети и мракот не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде да сведочи за светлината. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина која го осветлува секој човек што доаѓа на светот. По светот беше и светот преку него стана
но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што поверуваа во неговото име, им даде можност да станат синови Божи, кои не од крв и од поход машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели во нас полно со благот и истина. И ние сите ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Господе Исусе Христе, селокен Спасител наш, се присутен Седржителу, нека е вечна Твојата слава. Бидете благословени и наполнite срцето со радост, бидејќи пеете за Христа, бидејќи сме едно во Христа. Исус е главата, ние сме органите. Да ја благослови Господ оваа црква, да се шириме, да ја расшириме Божјата вистина, да помогнеме да се спасат душите, да не одат во гибел. Мир вам, амин, алилуја. И благодарам што ми дадовте да кажам неколку думи. Слава на Христа. Одушевен сум од вашата љубов, од навистина отворено срце кој што го имате за Бога. Продолжите така. Господ Исус Христос има уште повеќе благослови, има се уште планови со вас, така да ќе бидете преброени за другите цркви. Да, јас сакам да се помолам, да ги наведеме главите, Светиот Дух да делува, тој да ни зборува ова утро. Боже, фала Ти, Татко мој небесен, за ова радост која што имаме од Тебе, во Исуса Христа. Фала Ти, Татко, што Ти ни го прати Твојот Дух Свети, за да можеме да обстанеме во живот, да не советува, да ни изобличува и да не поправа. Татко, Ти благодарам во Исуса Христа што Ти многу не сакаш, Боже, и ни припреми царство каде што ќе јадеме и ќе седеме на трпезата со Исак и Јаков, како што зборуваш Ти, Боже. Затоа те молам Ти да зборуваш, да не охрабриш се повеќе да го изодиме Твојот пат во сила, во љубов, со Твојот мир, со Твојот штит, со Словото Твое, Боже, за да можеме да Твој небесен да бидеме храбри. Во името на Исус Ти зборувај ни, Татко, преку Светиот Дух. Се клајам во дух и вистина. Амин, царно. Интересна е тоа работа, што јас на вистина бев охрабрен од вас, многу, така да сите ние имаме потреба од храбрување, сите ние имаме потреба од збор Господов. Не само да се чита Словото Господово, туку еден помеѓу друг да се охрабруваме, да се утешуваме со зборовите кои што ни се запишани во Светото Писмо. Бидејќи Библијата Исус вели дека од сокровиштето на човекот, може најмногу да се внесат и добри и лоши зборови. За љубов, за сила, за Тебе, Боже, одвеам. За љубов, за сила, за Тебе, Боже, одвеам. Со сето срце јас Те прославувам, со сиот разум јас Те прославувам, со сета сила јас Те прославувам, а Ти си мој Бог, Ти си мој Бог, со сето срце јас Те прославувам, со сиот разум јас Те прославувам, со сета сила јас Те прославувам, а Ти си мој Бог. Ej, da ste živi, zdravi, blagosloveni u Hristu. Сакам Исус Христа. Сакам Исус Христос. Те сакам Исус Христа. Те сакам Исус Христа. Те сакам Исус Христа. Те сакам Исус Христа. Те сакам Исус Христос. Oj, da ste živi, zdravi, blagosloveni. Тебе срок, Сидела мандаца, сила е да блесви, е да вела, Сареа драго животи,
Татко наш небесен, hvala ti Gospode što i evo Edije i ovo utro, Bog Bože, blagoslovi da vidimo zajedno Gospode u Tvoj hram, od domotna molitva, kada što Gospode možemo zajedno, da Gospode pred Tebe, pred Tvoje sveto i dostojno lice, Bože da iznesime našta duša i našta srce. Kako što Gospode u Biblията čitаме, kako Tvoji pravednici, kako Tvoji свети, Господе, стоя пред Тебе и изнесува своята душа и своето сърце, Господи. И ово утро, Господи, викаме длабоко от нашето сърце. И Те молиме во Твоята милост, во името на Исуса Христа, нашият Господ и Спасител, да не послуша сите и да не благословиш, Господи. Те молиме, Боже, со Духот Свети, биди меѓу нас. Благослови секој новомно и натажено срце, Господи. Може би, Господе, во текот на целата недела се соочувавме заедно со многу проблеми и грижи во нашиот живот, материјални или духовни, но сега доаѓаме пред Твојата крепка рака, пред Твојата милостива рака, да Ти не благословиш. Ова утро, Боже, ослободи ни Боже од секој ден Тебе, од секој една грижа која ни задава бол во нашиот живот. Те молам, Христе, во Твоето име. И Боже, ова утро нека се свети Твоето име, затоа што, Господе, само Ти си достоен да примиш чест и слава. И затоа, Боже, ова утро ние како Твој народ, како Твои деца, Ти се помилуваме во дух и вистина. И сакаме, Боже, на вистина да благословиш. Да ги благословиш, Господе, сите наши брајки и сестри, кои што ова утро, Господе, не се меѓу нас. Боже, најдобро знаеш каде се. Биди со нив и чувај. Благослови, Господи, локалните църкви, пасторите, Господи, на самите локални църкви. Те молам, Христе, во Твоето име. Благослови, Боже, ова мала држава и Ти води, Господи. Боже, се што се случува единствено, ни остануваш единствената надеж, во кого ние можеме да веруваме, во кого ние можеме да служиме. И затоа ова утро Тебе Ти се поклонуваме и Тебе сакаме да служиме. Затоа поучи во името на Исуса Христа. Благослови го во утро Твоето слово. Благослови го, Боже, брато кој што ќе зборува. И Ти зборувај, Господи. Те молиме во Твоето име и нека е прославено од сега и во сите векови. Амин. Се викам Реджепо Скиџемо. Роден сум 72, значи 42 години полни. И навистина ми е драго што можам ваква изјава да дадам. Најнапред првенствено за славата на нашиот Господ. Инаку, јас сум член и старешина во Евангелска црква во Прилеп. Исто го водам и славењето. Сум, значи, водач на славење. Па во црквата сум, ако настанува веќе прашање, повеќе од 20 години. Значи, додеку ще бев ерген. А сега сум стрекно женет, имам едно машко и така да сум радосен и на тој дар што ми го дал Господ. Инаку сум имал и доста емисии на радио, додека имавме можност, зборувавме и на телевизија, имавме и ромски телевизии, така да и на двете бев активен. И фала му на Господа што ми го дал тој дар, еве да пеам, а воедно и да водам емисии. Се надевам дека во иднина кога Господ даде можност и шанса и прилика да ќе можам повторно да го правам тоа за Божја слава. Мене навистина ми е радост и го поздравувам секој еден брат и сестра, а и секој еден гледач кој ќе гледа оваа емисија. Божи благослов. Јас сум Медијан Салиовски од Прилеп, живеам во Прилеп, значи оженет, 3 деца имам. Моето најголемо синче се вика Давид,
моята керка Рахела и мојот најмал син се вика Джошо. Мојата сопруга се вика Аида, така да еве сакам да ве поздравам сите гледачи на македонската телевизија со еден Божи благослов. Така да ние како црква ве функционираме повеќе од 14 години некаде. Најголем дел сме тука од помлади луѓе и тоа ме радува што ете помладите луѓе почнуваат да го слушаат Евангелието, да слушаат за Библијата, за зборот Божи и така да имаме и богослужби, значи неделни богослужби и не само да служби за возрастни луѓе, туку и служби за деца, за тинеџери. И секој еден добродојден, вратата е отворена всушност вратата на милоста. Инаку сме христијани, веруваме во Исуса Христа, тој е наш Господ и Спасител. Воедно имаме и програма на радио, се емитува на радиото Амор секој понеделник од 18 часот до 18:30. Сите што сакаат да слушаат Слово Божјо можат да бидат во тоа радио, затоа што тоа радио оди на интернет и така да можат сите да го слушаат. Која е нашата должност како верници, како јас, како пастор на црквата, како водиш на црквата? Она што Словото Господово ни зборува дека Евангелието, која е радосна вест, всушност тоа Евангелие препратено со чудеса и знаци. И таа радосна вест треба да му биде споделена на сите луѓе денеска во светот. Затоа што денеска луѓето се многу натажени, натоварени од многу различни проблеми. Сепак да не заборават, покрај се, можеби и се имотни, не знам, но едно не смееме да заборавиме и тоа е пораката всушност на Евангелието, дека ни треба спасение, дека ни треба Христос. Само преку Христос можеме да дојдеме до спасение. Само преку Него можеме да се обезбедиме живот вечен. Само преку Него нашите имиња можат да бидат запишани во книгата на животот. Не заборавајте дека и сведоци сме на многу млади луѓе кои денеска најчесто пати умираат од срцев удар, од рак, леухемија, тумор жените и така натаму. Сепак, едно е многу важно. Каде после смртта? Каде после смртта нашиот живот ќе продолжи? Затоа што реков, гости сме и треба да размислуваме за вечноста. Но ако го имаме Христос и ако го примеме како наш Господ и Спасител, Господ ни гарантира вечност и ни гарантира со Него вечно заедно да живееме. Така да ево уште еднаш Господ сите гледачи на македонската телевизија нека ги благослови и Господ нека биде со сите нив. Амин. Здраво на сите гледачи на телевизијата. Јас сум Давид Целиуски и сум син на пастирот Един. Јас сум 6 одделение и имам 11 години. Па јас верувам во Христос и идиме во оваа заедница, во Евангелска црква. Ние во недела во 13 часот, ние децата имаме детски часови и кој што сака може да дојде и да не посети. И да се дружи со нас и ние со него, затоа што Христос е Бог. Радостни срца се разигра, Божик доаѓа, Божик пристигна, ајде сите пак во молитва. Божик доаѓа, Божик пристигна, ајде сите пак во молитва. Луѓето да се слотени, децата да се здомени, гладните да се наситат, во Твојата светлост да се облечат, вечниот живот да го живеат. Благослов еве дели ме, бадниково дрвце скршивме, о љубовта да се слотиме, Исусе мој да те славиме, Исусе наш Спасителе. Ајде да пееме, Бог да го славиме, ајде во молитва Божике, ајде да пееме и радост да жнеме, раце да сплотиме, Божике, Божике, Божике.
Ajde, jedna pesna vije. Site deca vamo. Ajde, Odete tamo? Isuse, rodi, ljubav